Почитуван државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање Небере Джипи, почитувана помошник директорке во јавното предпријатие Македонски шуми Маре Васова, почитувани представници на програмата за зачувување на природата, на Македонското еколошко друштво, на Деклан Сема, Сдруженија на граѓани, жители на Пехчево, представници од општината, ви посакувам добар ден, уште еднаш, и добре дојде на јавната расправа по два значајни документа за заштитниот предел Малешево. Нацрт планот за управување на заштитениот предел Малешево за периодот од 2023 до 2032 и нацрт извештајот за стратегиската оценка на животната средина за нацрт планот за управување со заштитениот предел Малешево за истиот овој период. Дозволете ми на самиот почеток да изразам благодарност за вашиот интерес и вклученоста во комуникацијскиот процес, кој има за цел да бидат опфатени сите засегнати страни, со цел навремено да се усогласат интересите за развој на предложеното подрачје за заштита и целта на оваа јавна расправа всушност е да дадеме сите придонес кон овој процес. Накратко само неколку податоци како потсетување за овој започнат процес на прогласување, односно целиот процес на усвојување на овој нацрт план за управување со заштитен предел Малешево и нацрт извештај за стратегиска оценка. Во декември 2021 година, владата на Република Северна Македонија донесе одлука за прогласување на дел од Малешево за заштитено подрачје, и тоа од категорија 5, заштитен предел, чија купна површина е 11.460,89 хектари, и тоа со територија на општините Берово и Пехчево. Режимот на заштита е дефиниран преку три зони, тоа се зоната на одржливо користење, на активно управување и зоната на строга заштита. Со одлуката за прогласување на дел од Малешево за заштитен предел, Јавното предпријатие Национални шуми е назначено за управувач на овој заштитен предел Малешево. Нацрт планот за управување, кој денес е на јавна расправа и ќе биде презентиран, е подготвен од Национални шуми во соработка со Македонското еколошко друштво, МЕТИ, со стручниот тим, секако во консултација со и подпис одобрени од Министерството за животна средина и со консултација со членовите на советодавните тела, Советот на засегнати страни и научниот совет. Финансиските средства за изработка на овие документи се обезбедени преку програмата за зачувување на природата во Република Северна Македонија излезна фаза, поддржана од владата на Швајцарија, а координирана од Фармахем од Скопје. Денеска сме заедно со представниците од сите овие институции и здруженија со цел да ги приближиме содржините и од двата документа, да разговараме, да одговараме на евентуални дилеми и да донесеме заклучоци по расправата. На почетокот ја повикувам да ви се обрати помошник директорката на секторот за одредување, подигање, екологија и лов во јавното предпријатие Национални шуми Маре Васова. Поведете. Добар ден, добре дојдовте. Се надевам дека ќе ни се приклучат и останатите заинтересирани луѓе од Пехчево. Сакам да ви се заблагодарам од име на јавното предпријатие. Требаше да се обрати генералниот директор, меѓутоа заради обврските не беше возможност да биде денеска овде со нас. Меѓутоа ние сме тука, гледам колегите од подружниците ни се тука, од заштитеното подрачје се тука, од локалната самоуправа има дел и тоа е тоа. Уште еднаш успешна работа, се надевам дека во кратки црти колку што можеме во рамките на времето ќе успееме да ви го задржиме вниманието и да ве запознаеме со тоа што заеднички институции имаме сработено по однос на нацрт планот за управување со заштитеното подрачје Малешево. Ви благодарам. Нацрт планот за управување со заштитениот предел Малешево се одвиваше во консултација и со одобрение од Министерството за животна средина и просторно планирање, како надлежен орган на државната управа за вршење работи од областа на заштитата на природата, а во согласност со одредбите од Законот за заштита на природата и Законот за животна средина,
Овде со нас, како што веќе на почетокот најавив, е државниот секретар, господин Реджипи, повелете да се обратите пред присутните. Повелете. Благодарам. Добар ден, почитувани присутни, почитувани директорка на јавната установа Национални шуми, почитувана директорка на Македонското еколошко друштво, почитувана представничка од ФАРМА, почитуван представник изработуваш на стратегиската оцена од Деконс ЕМА, почитувани представници од локалната власт, од општина Пехчево, почитувани колешки представници од Министерството за животна средина и просторно планирање. Денеска сме тука по повод одржување на јавни расправи за донесување на два значајни документа кои засега ова подрачје. Едниот е план за управување, другиот е стратегиската оцена за истиот план. Така да во името на Министерството за животна средина и просторно планирање, најпрво би сакал да се заблагодарам на тие што финансира изработката на овие два значајни планови, а тоа е SDC со помош со имплементација на ФАРМА и со подршка на Македонското еколошко друштво. Вашето ангажирање демонстрира посветеност кон животната средина и загриженоста за благосостојбата на нашата заедница. За да се поддржи социоекономскиот развој, земјите треба да прогласуваат повеќе заштитени подрачја. Научно е докажано користењето на заштитените подрачја на традиционален одржлив начин значително ја зголемува економската моќ на земјите. Правилното искористување на екосистемските услуги што ги нудат заштитените подрачја има големо значење за локалното население и економијата. Заштитените подрачја, нивното управување и развојот на плаќањето за екосистемските услуги се важни за постигнување на одржливо користење за природните ресурси за заштита на екосистемите. Јавно предпријатие Национални шуми подготви одлука за спроведување на стратегиска оцена на животна средина за планот за управување кој го достави до Министерството. Министерството го прифати одлуката за спроведување, така да со Закон за животна средина следи поставката за изработка на извештај за стратегиска оцена за истиот план, кој има добиено позитивно мислење, нацрт извештајот и по повод на тоа денеска сме тука да го слушнеме локалното население, да добиваме инпут, забелешки, препораки како може да се подобри планот и што треба да се смени во планот. Така да, од денешната одржана јавна расправа ќе се подготви записник кој ќе биде приложен во финалниот извештај за стратегиската оцена на животната средина и во извештај од консултации со јавноста, кој се изработува согласно со член 69 став 5 од Законот за животна средина и уредбата за учество на јавноста од текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина. Заштитеното подрачје Малешево не е само едно парче земја, тоа представува срцевина на нашата природна разновидност, светилиште за бројни животни видови и извор на гордост за нас. Наша одговорност е да го обезбедиме уникатниот екосистем, непроменет за да уживаат и идните поколенија. Присуството на бројни меѓународни и национални значајни видови на живеалишта, значајни локалитети од аспект на геодиверзитетот, културното наследство, како и вековната интеракција помеѓу човекот и природата, резултирала со појава на значајна пределска разновидност, што го прави Малешево особено вредно за зачувување. На крај, ве повикувам на заедничка соработка и плодна дискусија со единствена цел за изработка на овој значајен плански документ со кој ќе се обезбеди заштита и зачувување на природното наследство во заштитеното подрачје и бенефит за локалното население преку промоција на природните и културните вредности за развој на екотуризмот. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Подрачјето Малешево е прогласено за заштитено врз основа на разновидноста и богатството на биодиверзитетот, геодиверзитетот, хидролошките карактеристики, пейзажните, пределните и другите убавини и вредности.
во исполнување на целта на овој сложен процес, за да се најде рамнотежа меѓу зачувувањето на природните богатства и обезбедувањето економски придобивки од заштитените подрачја, поддршката доаѓа преку програмата за зачувување на природата во Република Северна Македонија, која е поддржана од владата на Швајцарија, координирана од Фармахим. Ја повикувам да ви се обрати Маријана Шушлевска, тим лидер на програмата за зачувување на природата. Повелете, Маријана. Почитуван државен секретар Невира Джепли, почитувана заменик директор, помошник директор во јавното предпријатие Национални шуми Маре Басова, почитувани колеги, почитувани бехчевчанци. Драго ми е што сме на овој настан денеска. Јавна расправа по повод еден многу важен документ за функционирање на заштитеното подрачје Малеша. Програмата за зачувување на природата се наоѓа во последната година од незината имплементација или спроведување и можам да кажам со задоволство дека во изминативе 12 години постигнавме многу резултати, почнувајќи од поддршката на Националната стратегија за заштита на природата, понатаму просторниот план кој што во предлог верзија е веќе во последните фази од усвојување, а се однесува на источниот плански регион, стратегијата за туризам, еколошката гап анализа и мапата на еколошка сензитивност, која што служа како основа за просторниот план. Сите овие резултати од првата фаза помогна во спроведување на конкретни активности за зачувување на природата, кои што се случува во втората фаза, како најзначајно би го истакнала само прогласувањето на заштитениот предел Осогово и заштитениот предел Малеша. Сега се наоѓаме во излезна фаза, во која што треба да се даде одржливост на резултатите и да се капитализираат сите постигнати резултати постигнати низ години. Поддршката која што Швајцарската агенција за развој и соработка ја дава е навистина многу значајна и за државата, особено за овој регион, кој што во минатото беше некако заборавен од другите донатори. Вие во Бехчево но сигурно сте едни од најголемите добитници на низа активности и резултати, како јаготка на шлагот, за која што треба да се гордеете, е едукативниот центар во Негрево. Центар кој што не само го нема во нашата држава, него и пошироко во регионот. Од досегашните посети кои што сме ги имале, посебно ми остана впечаток последната со колегите од Србија Шуме, кои кажаа дека тие се веќе во залезот на својата кариера и кажаа дека виделе многу добри едукативни центри, но ова што го виделе во Бехчево е навистина уникатно. Затоа гордејте се со тоа што го имате, што го добивте од програмата и трудете се тоа да живее и понатаму. Почитуван државен секретар, почитувана помошник директор, почитувани колеги, почитувани присутни. Чест ми е да сум денес во вас и задоволство, всушност повеќе да сме веќе при крај на еден подолг пат во кој што македонско еколошко друштво